Добар ден на сите, почитуван председател на Стопанската комора на Северозападна Македонија, почитуван господин Неби Ходжа, почитуван председател на Собранието на Република Северна Македонија, господин Талат Джафери, почитувани колеги министри од владата на Република Северна Македонија, почитувани останати председатели на Стопански комори, амбасадори, ваши екселенции, почитувани представници на меѓународни институции во државата, а пред се почитувани стопанственици. Овој настане за вас и јас после 2,5 години во влада се уште се чувствувам поубаво кога сум меѓу стопанственици него во влада. И ми представува особена чест и задоволство денеска да се обратам на овој настан, а поготово што настанот е за прогласување на успешни компании, бидејќи тие се хероите на нашата економија. Не е владата, не е парламентот, хероите на нашата економија се компаниите кои што денеска ќе бидат прогласени, овие членки на вашата стопанска комора, како и другите членки на другите стопански комори. Тие се генераторот на економијата и управо тоа се обидовме ние као влада да направиме, и се потрудивме да направиме, а колку успеавме ќе оцените вие, да економијата ја свртиме од тоа да биде генерирана главно од државата и владата, да биде генерирана од реалната економија, од реалниот сектор, од вас тука присутните, бидејќи само на тој начин може економијата да биде одржлива на долг рок и да не правиме краткорочни ефекти со долгорочни проблеми, него да правиме долгорочни ефекти кои што ќе бидат одржливи и стабилни. Затоа, како една од првите мерки што ја направивме во мојот кабинет заедно со останатите министерства, кои што гравитираат према економијата, е тоа да ги изедначиме македонските и странските компании, и ако треба да подвлечам после 2,5 години, што беше една од точките на кои што мислам дека постигнавме успех, тоа беше точно таа точка, да компаниите во нашата држава, сите ги разгледуваме како домашни и странски и домашни, ги имаат истите услови и работат во исти обкружување и средина и бидат на ист начин поддржани. Во таа смисла оваа година тој закон и сум радосен што профункционира одлично. Првата година профункционира можеби со една мала недоверба од страна на бизнис заедницата, меѓутоа оваа година веќе потпишавме нови 120 договори со домашни компании и тие 120 договори практично гарантираат во следниот период инвестиции од 230 милиона евра, дели од тие се овдека во овие компании кои што денеска ќе ги видиме, а практично само во 2018 година имаат инвестирано над 180 милиона евра тие компании кои што се поддржани по законот за финансиска поддршка, запослиле над 1500 луѓе само во 2018 година, а додека во целиот период на нивниот бизнис план треба да запослат околу 4500 луѓе. Бројките во економијата се охрабрувачки. Тие практично кажуваат дека во последниот период, поготово 2019 година, во споредба со 2018 година, имаме забрзан раст на бруто домашниот производ, во првата половина од годината 3,6, 4,1 и 3,1 во кварталите 1 и 2, очекувам во третиот квартал исто добри резултати по тоа што јас го пратам, нормално ќе чекаме статистика да ги извади и да видиме дали тоа е така. Се запослија 54.000 луѓе во овој период, во меѓувреме, и тие добро е што најголем дел, или да речем екстремно најголем дел, се запослија во реалната економија. Тоа е исклучително важно, значи не се запослија во администрација и да бидат на товар на буџетот. Извозот во првите 9 месеци 19 година спрема 18 година порасна 13,2%, индустриското производство септември 19 визави септември 18 порасна 6,1%, а август 19 визави август 18 9,8%. Сите овие бројки кажуваат дека економијата оди напред. Но дали се решено? Не е решено се. Има уште многу што да се реши и никогаш во економијата нема се да биде решено. Секогаш ќе има уште многу што да се реши и точно затоа е многу важна соработката со коморите. Јас сакам да ја потенцирам одличната соработка со комората на Северозападна Македонија и да му се заблагодарам на председателот и на сите членови на управниот одбор за таа соработка, бидејќи комуникацијата со нив нас ни дава насоки во кој правец треба да ги движиме економските политики. Тоа е многу важно. И сакам само да спомнам уште за неколку предизвици кои што стојат пред нас, а можеби не личат на прв поглед како економски прашања, меѓутоа се исклучително економски прашања. Тоа е образовниот процес и систем.
Мораме да го прилагодиме на потребите на економијата. Тоа е образовно прашање, тоа е во Министерството за образование со кое што имаме одлична соработка со министерот Адеми, меѓутоа тоа е и економско прашање, бидејќи ако не го направиме брзо, нашиот образовен систем ќе стане ограничувачки фактор за развојот на нашата економија. И тоа мораме да го направиме веднаш. И имаме уште неколку работи кои што исто така треба брзо да се направат, а тоа е да направиме поголемо владење на правото во системите на правосудството, бидејќи тоа е многу важно за стопанството и за бизнисот, да сите тие имаат известни судски, како да кажеме, праведни процеси кои што ќе траат кратко и ќе бидат праведни. Мислам дека на овие две области има уште многу што да се сработи. Јас ја користам приликата да на сите денешни добитници им ги честитам наградите. Се надевам дека тоа ќе биде само еден подстрек за нив, значи да во иднина уште повеќе работат. Се радувам што слушам дека тие инвестирале над 40 милиона евра во оваа година, бидејќи лично, како човек кој што има искуство во стопанството, ценам дека иднината на сите фабрики и предпријатија, поготово во делот на производството, е во повисок степен на технологија, во поголема автоматизација, бидејќи само на тој начин се обезбедува поголема продуктивност, а таа е неминовна и мора да ја обезбедиме ако сакаме нашата економија да биде конкурентна во светот, а со оглед на тоа дека сме мала држава, не можеме да рачунаме само на домашниот пазар. Ако сакате да имате успешна компанија, мора да биде извозно ориентирана, а таа за да биде успешна, мора да биде конкурентна и мора да ги задоволи претходните услови, и затоа и ние и понатаму ќе ги поддржуваме компаниите, како што ги поддржавме и во претходните 2 години преку Законот за финансиска поддршка, да инвестираат во технологија. Моја препорака до сите вас е: инвестирајте во технологија, инвестирајте во посовремени производни системи, владата ќе ви биде пријател на тој пат. Ви благодарам на сите и уште еднаш на сите добитници честитам.